Почитувани, со последните скандали кои деновиве ја потресуваат Струмица, Зоран Заев е целосно разоткриен и тој во недела ќе ги изгуби изборите. Документите што се достапни на сите граѓани јасно покажуваат дека градоначалникот ја користи општината за лично богатење и богатење на своите најблиски, а граѓаните ги држи како заложници на неговата пропадната политичка кариера. Сите градинки ги снабдува преку семејната фирма Зови Промет, која патем го носи и неговото име. Од тендерите инкасирале фантастични 350.000 евра, а замислете, таа фирма не платила данок и крадела струја, за што сведочат и нашите досегашни пресуди. Ставал маркица за бензинска пумпа на нивите на неговите блиски. Со таа маркица ја зголемувал цената на земјиштето и така истите се богатели. Наместо да ја богати општината и да реши многу проблеми на граѓаните, тој ги богати неговите блиски соработници. Во врска со тоа најави одредени кривични пријави против мене, но до ден денеска ништо од таа пријава. За вакви скандали во секоја европска земја се поднесуваат неотповикливи оставки, но господинот Заев наместо оставки прави наивни гримаси и глуми жртва на валкана кампања. А всушност, валканата кампања ја води лично тој. Самоуверено ја започна валканата кампања со навреди и подсмев, ама неславно ја заврши со уште еден неуспешен обид да ги подели граѓаните на Струмица. Го видовме неговиот шеф на кабинет како ги обвини дека некои граѓани се предавници, дека имале бугарско државенство. А излезе дека неговиот носител на листа, господинот Даскаловски, пред да се кандидира, бил исто така граѓанин на Благоевград. И така нивната валкана кампања вчера заврши неславно, за што зборува и овој документ со кој што се гледа дека господинот Даскаловски имал бугарски пасош. Патем денеска го нема повеќе и плакатот кој што беше на трговскиот центар Глобал. Но она што најмногу загрижува е одвртно некоректната реторика на остра поделба на граѓаните. Таа ни најмалку не е случајна, туку произлегува од неговиот личен вредносен систем и неговиот морал. Со цел повторно да ги подели граѓаните на оние кои донираат за изградба на соборниот храм и оние кои не донираат, вчера Заев изрече уште една скандалозна изјава. Цитирам: Трајче, кој стои на раскрстицата пред Глобал и чека другите да му дадат, уплатил за црквата. Големиот социјалдемократ и левичар со најмногу транзицијски фабрики по глава на член во семејството, лицемерно ги сожалува оние кои стојат пред неговиот Глобал и чекаат некој да им даде нешто. Очигледно сиромашните луѓе и жртвите на транзицијата се заложници на неговата политичка кариера и неми статисти во неговата валкана кампања. Понатаму, големиот верник Зоран Заев не им дава еднаква можност на граѓаните да донираат средства за црквата. Крајно некоректно раскажува како помалку имотните доаѓаат до средства за да приложат кон Божиот храм. За жал, соборниот храм и неговата лажна верничка кариера исто така се дел од неговата валкана кампања. Почитувани, сето ова јасно зборува дека сите досега дадени катастрофални изјави на Зоран Заев длабоко се всадени во неговата психологија на транзицијски богаташи. Постојаните оправдувања дека е погрешно разбран, очигледно се лажни. Токму затоа, уверен дека Струмица е заморена од досегашните поделби и нема потреби од нови дополнителни поделби, кои влечат корени во матната транзиција, ги повикувам граѓаните во недела сите заедно да спречиме Струмица да остане нечиј чифлик и сите заедно заради иднината да направиме Струмица да биде општина на сите.